Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон сад. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, а во наредниве 8 минути со вас ќе биде Лилица Китановска. Директорот на Националното разузнавање на САД си даде оставка. Ова е веста одовде, за која веднаш следат деталите на почетокот на денешнава емисија. Директорот на Американското национално разузнавање Денис Блер си даде оставка, што станува ефективна следниот петок. Блер на функцијата координираше 16 разузнавачки агенции, но стана фокус на критика во администрацијата и во Конгресот заради потфрлање на разузнавањето и координацијата на споделување на информациите меѓу американските агенции. Неколку кандидати веќе биле интервјуирани за позицијата. Американскиот Сенат усвои легислатива за корените реформа на Бол Стрит, најголема реорганизација на регулативите во американската финансиска индустрија од времето на големата депресија во 1930-тите. Легислативата има за цел да стави крај на ризичниот начин на работење на финансиските фирми, што се смета дека ја предизвика финансиската криза. Американската државна секретарка Хилари Клинтон ја осуди Северна Кореја за потопувањето на јужнокорејски борбен брод и кажа дека оваа осамотена држава мора да се соочи со последици. Клинтон зборуваше и за 50-годишната алијанса меѓу Вашингтон и Токио, нарекувајќи ја есенцијална за одговарање на предизвиците на иднината. Мексиканскиот председател Фелипе Калдерон апелира директно до американскиот народ и нивните избрани лидери да ги реформираат имиграционите закони и да ја зајакнат контролата на оружјето по должина на американско-мексиканската граница. Калдерон зборуваше пред комплетниот состав на Американскиот конгрес. Од неговите први зборови, овој говор беше поинаков. It's a great honor to stand before you today. Странските лидери обично зборуваат на нивниот јазик кога се обраќаат пред Конгресот. Но председателот Калдерон избра да зборува на англиски наместо на шпански. Дојдов овде како ваш сосед, ваш партнер, како ваш сојузник и како ваш пријател. Тоа беше знак дека неговите зборови не беа наменети за домашна конзумација во Мексико, туку за привлекување внимание на американската публика. Зборуваше отворено, како што понекогаш зборуваат пријатели. Зборуваше за пограничното насилство и за потребата да се најде начин за прекинување на илегалната имиграција. Тоа што треба да направиме е да го поправиме неефикасниот систем. Председателот Калдерон го критикуваше новиот закон во Аризона, што бара полицијата да испитува секого за кого верува дека може да е во земјата илегално. I strongly disagree. Изразувам силно несогласување со неодамна усвоениот закон во Аризона. It is a law. Тоа е закон што ја игнорира реалноста, која не може да се избрише со декрет и што представува ужасна идеја да се користи расно профилирање како основа за спроведување на правото. Новиот закон во Аризона беше донесен заради интензивираното насилство на границата. Калдерон и неговата администрација прават напори за запирање на криминалците и наркобандите без крвопролевање. Но тој вели дека и Америка треба да го направи својот дел со воведување на забрана за продажба на полуавтоматско оружје од армиски тип. Тој рече дека овој вид оружје го поттикнува насилството. We have seized 75,000 guns. Запленивме 75.000 парчиња вакво оружје во Мексико последниве 3 години. Потеклото на 80% од ова оружје е од САД. Мексиканскиот председател беше првиот странски шеф на држава што се обратил пред Конгресот годинава. Белата куќа му ги приреди сите почести на државник во посета. Од терористичките напади на Соединетите Американски држави пред 9 години, на оваа почва се случија само неуспешни обиди за напад. Но што ако еден успее? Медицински стручњаци велат дека американските центри за траума може да имаат проблем со наплив на пациенти кои би имале потреба од итна лекарска грижа. Од септември 2001 федералните згради во Соединетите Американски држави се повеќе обезбедени. Полициско присуство е позабележливо. Персонал за итна помош се обучува за постапување во случај на напад.
Но што ако ваков напад вистински успее, како оној обиден на 1. мај во Њу Јорк? Американските болници не се подготвени да се погрижат за пациентите кои би ги преплавиле просториите за итна помош, вели шефот на службата за итна помош во медицинскиот центар Хадаш во Ерусалим, доктор Ави Ривкинд. Проблем е ако сте навикнати да третирате пациенти со повреди само од сообраќајни несреќи или оружје, зашто сосема друга ситуација е да добиете наеднаш 20, 30 или 50 лица. Во Израел за лекарите ова е секојдневие, но сепак минуваат низ редовна обука. И покрај нашата експертиза мора постојано да вежбаме. Обуката таму започнува во медицинското училиште. Доктор Ривкинд сугерира и американскиот образовен систем да вклучи програми за траума. Повреди од автомобил бомба се различни од другите видови на повреди. Експлозијата создава топлина што луѓето ја дишат, заради што итно им треба кислород, обично преку цевка. Процесот се вика интубација. Во Израел брзата помош составена од медицински техничари е дел од тимот за траума и како што вели доктор Ривкинд, сите работат заедно. Гледаме на нашите компјутери, станавме софистицирани, гледаме на нашите мобилни телефони. Можеме да им даваме инструкции за инкубација или други совети за пациентите на местото на настанот. Но в конгресен извештај вели дека американските болници се далеку од таквото ниво на подготвеност. Тоа што го зборува овој лекар има основа, зашто официјални лица од Соединетите Американски држави веќе одат на студиски престој и обука во овој медицински центар во Ерусалим. Но ова е еден вид обука, а ние во наредната емисија ќе се обидеме вас да ве обучиме како да елиминирате цела листа на потенцијални болести од вашиот живот. Во понеделник во Newsflash, нова студија предупредува против конзервирана храна. Во што е проблемот? Ќе ви кажеме во понеделник по Newsflash. Ова беа вестите за денеска. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете и нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатен викенд!